Анкетата покажа дека колумните на Марин Гавриловски се најчитани и најпосакувани од нашите читатели на порталот на Слободен печат и тоа е одличен повод Гавриловски да го имаме тука со нас во студиото. Добро утро и ви честитам за тоа што се одбран како најомилениот и најчитаниот колумнист на Слободен печат. Добро утро до вас и до гледачите и читателите на Слободен печат. Имаме ние и читатели и гледачи на се. Како е црпите инспирацијата да ги пишувате колумните? Па, доволно е само да се излезе надвор, да се погледне од прозор. Јас пред околу 3,5 години почнав да ја добив таа потреба да се изразам на тој начин и успеав некако да направам таа соработка со Слободен печат. Едноставно како еден вид потреба да го кажам моето мислење за одредени прашања кои што гледам дека не се решаваат онака како што треба. Или не се ни решаваат воопшто. Или воопшто не се решаваат, да. Така што не е тешко да се најде инспирација за пишување. Тешко е тоа што ќе се напише да дојде до тој кој што треба да го прочита тоа и да го примени. И очигледно успеавте во тоа. Па јас прво сум изненаден, морам да признам, од резултатот на анкетата. Едноставно, сепак мислев дека 3,5 години не се доволен период за да може некој да стигне до таму. Понатаму, од друга страна, па во овој период во кој што живееме во релативно негативни работи што се случуваат околу нас, за мене беше ме израдува резултатот. Меѓутоа, од друга страна, па целокупната колумнистичка екипа, така да речам, на Слободен печат е импозантна и навистина е чест да се види дел од таа група која што на некој начин се обидува да го креира и да го промени јавното мнение во држава, а тоа е навистина многу потребно. Вие сте адвокат, но пишувате на разни теми. Како успевате да најдете и знаење и време за сето тоа да го видите? Па се подготвам, гледам некои теми кои што се од мој интерес. Јас пишам навистина на многу различни теми, да речеме внатрешната политика, надворешна политика, некои историски теми исто така, потоа односите меѓу Македонија и Бугарија, британското кралско семејство, да речеме, исто ми е тема. Едноставно некои теми кои што ме интересирале и порано, кои што сум ги читал, кои што сум ги проучувал, беа на некој начин главните теми на моите текстови. Што е со судството? Сега, јас се прашувам, веќе вие сте адвокат, јас не сум правник и не можам вистински да проценам, па затоа вие би можеле, бидејќи сте и колумнист и адвокат, вака некако најпластично и на мене и на гледачите да објасните, навистина ли е во целиот тој правосуден систем толку лоша состојбата како што се представува? Па, да зборуваме за македонскиот правосуден систем, немаме доволно време. Не треба 24/7 да имате емисија. Серија треба за да може да се детектираат проблемите овакво. Системот изгледа дека функционира, меѓутоа во суштина не функционира. Тука треба да се направи една мала разлика меѓу оние кои што нормално си работат работата и оние кои што нашле други начини да ги прават тие дупки во законот, да ги наречеме. И за тука е многу тешко да се направи таа разлика меѓу оние што се честни судии пред се, обвинители и кои што се обидуваат да го задржат системот да функционира како што треба, каде што нема влијание, каде што нема јавување на телефони, каде што нема пријателски, а има и такви честни судии. И оние кои што се обиделе преку правосудството да прават бизнис. Многу е сложен проблемот. Треба да се решава целосно. Значи не може да се решава парцијално. Ајде да го смениме сега малце законот. Значи треба тоа, да не речам дека треба од корен да се менува се. И да се гради некој систем кој што ќе овозможи коруптивните дејствија да се сведат на минимум. А тоа може само со градење на честни судии. Судии кои што нема да може да бидат... Како тоа честни судии да изградиме кога во таа академија видовме све се нечии деца?
Не е така. Јас знаете меѓу другото и предавам на Академијата за суди и јавни обвинители, таму имам и она што како доста синови и ќерки таму сега. Она што како адвокат јас можам да кажеме дека оние суди кои што ја поминале обуката во Академијата се, да речеме, подобри суди од оние кои што тоа не го направи, значи од претходниот систем, да. Значи имаат некоја динамика, некој различен начин на размислување во донесувањето на одлуките. Меѓутоа тоа сепак нема врска со она што е корупција. Значи корупцијата нема врска со образованието, нема врска со тоа дали ја поминало обуката или не поминало обуката. Тоа сепак е некое прашање кое што е пошироко општествено. Значи ние градевме систем во кој што лошите момчиња се пример. И се е многу тешко да зборуваме само за правосудството, а целокупното општествен живот во државата е корумпиран. Значи не може да се решаваат работите парцијално, треба тоа да се реши со некој булдожер, да речам. И моето последно прашање, значи, рековте, не може да се реши правосудството, доколку се од страна е корумпирано, не бидејќи се работи за еден организам, нашето општество е еден организам, неколку делови кои се зависни меѓу себе органи и така натака. Како тоа да го направиме? Како ние да се со тоа зло што не има уништува? Во држава институции кои што треба тоа да го работат. Да, тие институции ако се корумпирани, сега како тоа? Тие што треба тоа да го работат, не се корумпирани. Може да си да познавам некои од тие кои што треба да се борат со тоа, да речем Министерството за правда, посебниот подпредседател на владата кој што се занимава со тие прашања. Мислам дека треба да смогнат повеќе храброст и да понудат решенија. Тие се тие кои што треба да ги понудат решенијата. Ние сме тие кои што само укажуваме на проблемите кои што постојат и даваме одредени, да речеме, совети за така што ја гледам во моите колумни покрај тоа што на некој начин го критикувам системот, да дадам решенија за тоа како одреден дел да се подобри. Така што ако некој тоа го чита, ако некој може да црпи ги читаат сигурно. Да, од тие наши, би рекол, не само мои, туку од сите оние кои што се обидуваат во Слободен печат да го променат начинот на јавно мислење, доколку тие примери се прифатат, јас мислам дека ќе отидеме еден чекор понапред кон подобрување на состојбите во држава. Гавриловски, благодарам, посакувам многу колумни, голема читаност и повторно да видиме тука да бидете наш соговорник. Благодарам за поканата.